Денеска на 29-тиот ден од почетокот на нашите протестни маршеви, тиранската коалиција на СДСМ сака да започне да ја спроведува СДСМ платформата која беше подпишана на масата на премиерот на Република Албанија. За било која суверена земја е врв на срамот кога група на неодговорни политичари ќе формираат документ под покровителство на туѓа држава и ќе се обидат да го спроведуваат во својата држава, особено што содржината на овој документ бара редефинирање на земјата и нејзино позиционирање на патот кон федерализација. Ниту еден обид за маскирање на вистинските намери на тиранската платформа нема да помине. Граѓаните на Република Македонија не се наивни и секој кој ги потценил нема добро да помине. Токму затоа, во оваа исклучително важна недела, петта недела откако излеговме на улица, ќе ги повториме нашите барања до неголемите политички чинители во Република Македонија, тоа се ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ, по редослед согласно епилогот на последните избори. Денеска започнуваме од 17 до 17:30 се собираме пред влада, тргнуваме пред штабот на ВМРО, ДПМНЕ и потоа завршуваме пред собранието. Утре рутата ќе биде собирање пред влада, собрание, бихачка. Значи, овие 2 дена ќе ги посетиме штабовите на големите политички партии во Македонија, за да им повториме што ние бараме. Ќе ги подсетиме уште еднаш дека не смеат да гласаат претседател на собранието, кој што не ја отфрлил тиранската платформа. Но оваа многу одговорна позиција во земјата, на позицијата која ја извршува и заменичката функција на претседателот на Република Македонија, кој што е врховен командант на армијата на Република Македонија, еден од главните носители на надворешната политика, во која што го решаваме и спорот со името со Грција, не смее да седне човек кој не го осеќа за своје знамето на Република Македонија, сака да ја претвори во двонационална држава и сака да отвори дебата за промена на нејзиното име, за промена на државниот грб, сите елементи кои што ја означуваат нашата Македонија, оваа заедничка држава во која што сакаме да продолжиме да живееме како што сме живееле до сега. На многу луѓе им стана јасно, ќе им стане јасно на уште повеќе со секој нов изминат ден, дека на граѓаните на Република Македонија им е преку глава од молчење и дека се решени конечно да излезат на улица и да се борат за она во што веруваат и она што го сакаат. Помина времето на страв и чувство на срам, доколку си ја сакате собствената држава, доказ за тоа се нашите маршеви, еве веќе влегуваме во петтата недела и апелирам и ги повикувам сите граѓани уште помасовно секој ден да излегуваат на улиците, бидејќи остваривме веќе неколку успеси, неколку победи и тие може да продолжат и ќе продолжат единствено со ангажман на сите нас и со активност како оваа досега и уште со поголема масовност. Од колегите Целта која поставивме не можеме сами да ја постигнеме. Целта која поставивме е универзална за секој македонец. До таа цел ни треба што поголемо учество на нашите истомисленици. Остваруваме победи, но победата е далеко. Дојдете со нас. Би сакали? Да. Јас би останала на мојот прв повик, пред се повторно да ви се заблагодарам што сте денес овде со нас, да го споделите она што имаме да го кажеме со јавноста во Република Македонија, на Република Македонија. Значи сум на позиција за се македонско, се граѓанско обединување. Вишиот интерес треба да не води, тој е патуказот едноставно во остварување на нашите цели, обстојување на овие простори, во ситуација кога знаеме дека ни се оспорува постоењето, дури од нашите соседи. Во таа смисла остануваме на нашата позиција и продолжуваме да се бориме за суверенитетот на нашата држава. Заедно со вас, граѓаните на Република Македонија. Ги повикувам повторно да ни се приклучат, во што поголем број.